Што ви беше темата во делата што ви кажав? Во делата темата беше Моје тело, моје правила. Тоа сакавме да кажеме дека не треба да има прерасуди воопшто, пошто сепак Македонија малце поназад сме со одредени работи што се дешаваат во светот и се уште има негде дискриминација или размислувања. Овој вака изгледа, овој ова го носи, не е убаво тоа и тие работи, па сакавме да направиме удел некој дека не е важно тоа, туку важно е ти како си внатрешно повеќе. И затоа се решивме да одиме со таква тематика. За Моје тело, мои правила. Сакате, она беше јавна соба и има некој става што му се покопува, некој се покопува изгледа. Точно. Пред времето да ја направите, вие асоцијата, што мислите генерално за случајот за јавната соба, што мислите за сексуалното образование како предметот се воведе, промената и генерално прескати го опфати делот за како делот приватните факултети не се опфатени во тие мерките што ги промовираат во јавност надлежните органи, министрите. И да напоменам само, кога се критикуваат надлежните, поготово министрите, не доаѓа тоа од некоја си партиска гледна точка, не е дискутирано, доколку се надлежни, што се делегирани од страна на народот преку изборите и затоа што тие се одговорни за тоа. Не напаѓаме ние директива затоа што има нешто против лично нив. Доколку се тие одговорни за тоа, кога нив е упатена оваа конструктивна критика, да речеме на некој начин. Токму така се согласувам, не е дека сега ќе ги нападнеме лично или значи на некоја партија. Прашањето беше за јавна соба генерално и за ова последно. Они треба да се надоврзам само на последното, значи они треба нас да не слушнат бидејќи нели иднината во младите треба да знаат кои проблеми не засегнуваат и нас. За јавна соба гледавме нели сите значи што се случуваше, видовме Ана кога изјави ја даде нели сведоштвото низино, што како искуството со насилните пораки и сето тоа што малтретирање што се случуваше. Сметам дека не се интервенираше навремено, јавна соба требаше да биде затворена уште пред една година, да беше затворена, но проблемот не беше решен затоа што повторно и беше реотворена, а и постојат такви групи и на другите социјални мрежи. Значи нешто тука нешто има чим повторно значи се прави тоа нешто. Сега не би сакала понатаму да дискутирам, да барам некој виновник, значи тоа останува на надлежните институции нели да се го најдат виновникот. Се надевам дека се повеќе ќе се разреши целава ситуација. На соба до денес уште не е заклучен случај, не е затворен случај, меѓутоа проблемот ми е во тоа што нема казнивост. Кога нема казнивост, делот има огромна шанса да се повтара. Сега тие кога една соба никого не си санкционирал и си ги повикал само на разговор, а очигледно во една соба имаше пуштена слика низ социјални мрежи дека по нив се отмува полиција. Сега сепак не сум затоа што даде на платформата не мајте за да можеме без филтер да дискутираме за некои работи. Една од причините што мислам, хипотетички не мора биде точно, мислам за тоа што голем дел од Министерството за внатрешни работи, нивни внатрешни работи се вклучени во јавна соба и за да се прикрие, плюс го искористија како причина за да се протне сексуалното образование. Ама јавна соба додека не се направи некој вид на речеме воведување на предмет етика или воведување некој дополнителен предмет кој што плюс да се поработи на смалување на корупцијата, кога детето, кога студентот или ученикот би излегал надвор од своите студентски или формални води, кој ќе влезе во неформалниот дел каде што постојано се промовираат криминал, дрога, не знам нешто што не е адекватно, самото сексуално образование нема да има ефект, ќе постигне баш контраефект. Само пошто ќе биде како земен како шега од страна на учениците. Не се зема таа перцепција, туку се зема ама успело во некоја таа друга држава. Да, меѓутоа нашата држава не е се уште стигнато до либерален или прогресивен систем кој што ни го декларира. Јавна соба, не знам, малку мене ми уште тоа дело не сме се затвори и ние како млади треба секогаш да го држиме отворена таа тема затоа што да знаеме кога не била санкционирана, а требало да се санкционира. За сексуалното образование, пошто нели не праша на што мислиме ние за тоа,
Значи, колку што е добро, како што кажа, толку може да биде лошо. Имаше еден случај, например, не е само од Финска дека е земено, исто во Украина, девој каде што нели е воведен предмет сексуално образование и нормално е девојче за нив од 8 години да има дечко 13 години каде што таа врска се промовира и јавно од страна на мајката на девојчето. Значи почнаа да се изветоперуваат тие морални вредности и со таков предмет, значи иако експертите велат дека ќе биде добро, ние како што кажа и ти сме години наназад, иако сме веќе 21 век, 2021 година, немаме таков ментален склоп. Како општествено наредување сме назад. Немаме таков ментален склоп за ние да Никто го... од 92-а. Немаме таков ментален склоп и мислам дека можеби како идеја, како замисла е добра, меѓутоа не е соодветно за во тоа оделение да се воведе таков предмет. Треба да се фокусираат на предмети кои што стварно се добри, нека има етика како предмет, нека има па и религија, нека се слушне и другата страна, нека има предмет и за морал. Зашто да не? Затоа што гледаме дека и женските почна полека да ги губат тие вредности. Значи тука колку што сега јас како жена, како индивидуа, не ја оправдувам постапката на тие што ги пушти да сликите во јавна соба, меѓутоа искрено не можам да најдам оправдување за дел од сликите на девојките кои што јавно ги имаат објавено на социјалните мрежи. Значи сега нема сигурно да спомнувам имени и презимења, меѓутоа јас сум се уште фрапирана од некои слики од девојчиња кои што се дури малолетни, 17 години или на граница веќе 18, што ставаат такви слики што мене ми кажува дека тоа е само еден крик по внимание и така не може, значи, да рече дека се злоупотребени сликите ако тие веќе се јавни на профилите. Тука беше исто ако ти текнува и случајот со овој Сергеј Варошлија, кога сакаа да го тужат, кога покрена некоја постапка и он се повика, он се извади на тоа дека тие се јавни. Контра тебе, се сложувам со има една друга теза дека ова го кажа сега ти дека имало крик за внимание. Во правото академик ти ја релативизираш жртвата на девојката, ти знаеш тоа дека она било пратена, но дама таа јавна слика. Сега таа јавна слика сигурно се објавила за секој дојде да ја гледа. А проблем во една соба е зашто има интимни слики кои се пратени по интимни разговори, па те се обделени, а за јавни слики што се не сум тешко многу да го дефинирам. Место да се бара внимание од друг аспект. Значи секој сака внимание, ќе викнеш сигурна сум, значи и психолог некој во да дојде на исклучително млади дечки сме си да хота. Млад психолог бе? Од Мал факултетот за психолог, психологија. Колегите од факултетот за психологија многу ме интересира тие што ќе кажат на темава. Затоа што да, секој сака внимание, меѓутоа тенка е линијата која ќе значи ме разбираш. Тенка е линијата, значи тоа треба и малку дома тие семејни вредности да им кажат како треба, како не треба. Не е јавна соба, значи начин за да се протне тоа сексуално образование, тоа треба да се види првен јавното мислење, значи не само на експертите, на граѓаните, од сите аспекти тоа. Значи има многу онака пропусти, дупки огромни. Жени во политика, жени во генерално. Што мислите за некоја жена во генерално во македонската политика тука што Сега ти кажа за две жени. да, искрено до сега не сум видела некоја жена да ми остави впечаток во македонската политика. За остранската можам да набрам колку сакаш. Не може политика. Значи не може не може. Мене ми остави претходната министерка за финансии? Не, Не бе, Нина Ангеловска. Не, сериозно бе. Не. Значи не можам ни да помислам да ги споредам некоја, еве на пример нашава министерка Царовска Шекеринска со една Меркел,
Значи тоа е, мислам, нема споредба, не можеш ни да помислиш на такво нешто. Меркел со некои машки да се споредуват. Апсолутно, значи од челите, човече. Мислам дека кај нас, например, нема таква клима за да можат и жените да бидат подеднакво доминантни како и мажите во политиката. Затоа што не им се дозволува. Значи, ете, например, ќе дојде, како што кажа и ти пред малце, значи некоја жена на висока позиција и таа ќе мора да биде контролирана од повторно маж некој. Значи нема не се остава простор. Мисля дека еве например историски ако гледаме наназад, голем број на владителки, значи биле многу подобри од мажите, на Елизабета ќе ја земам за пример. Меѓутоа, често на жените не им се остава простор да влезат во политика затоа што сметаат дека ќе бидат предводени од емоција. А емоцијата не ти оди заедно со политика. Има разлика од жена и жена, да речеме. Само ја мислам генерално дека не се тргаат на страна машките и женските, туку не се тргаат жените само на страна, туку се тргаат и машки кадри и добри женски кадри. Кога само еден добар женски кадар би бил до определена позиција стигнат, мислам дека тој посно може да ги мотивира останатите. Значи, биле моментално владаат секакви жени кои што не се адекватни за таа позиција, претенички да речеме. Кои што тие поише прават контраефект дека ти што разбориш, ако дека се неспособни, дека ако туку што прави ефект, таа позитивна дискриминација, па мене ми е некако проблематично. Зошто има позитивно 50 жени? Затоа и ги бираат тие 50 што ќе му слушаат него. Нема ги бираат тие 50 кои што ќе му бидат него позитивни. Значи, прв чекор за да се скрши таа позитивна дискриминација, се тргне таа рамка. Колку ја звучува контроверзно и да мора. Да. знам тој да Само тоа не го правите за женски и за машки го прават, мислам. Нон-стоп и Нема за машки. ако некој знае да му се спротистави и има Да. добро, пак ќе Исто гледа да тоа. го тргне, ќе земе некој Исто друг што ќе го Да, слуша да, во негова да, позиција, да. така да. Ама не, дека имаме, дека жените имаат право, значи имаат. Тоа е феминистките што се лупаат во гради, значи како феминист се ќе кажам, меѓутоа имаш разлика од феминист до феминист. Оние што ти прокламираат некои такви извитоперени дека тоа само жената и никој друг, фактички они се она истата страна на монета. Значи нема разлика. Ако веќе ти повикуваш на говор на омраза против мажи, значи ги имаат правата, жените може да се изборат и исто и да влезат во политика, меѓутоа проблем е тоа, значи кога веќе она се сама себе си дозволува да се подчини на тој што е над неја. Точно. Значи тоа е Тоа проблем. е проблем кај жената, ама генерално кај машките го Има, имаат. да. Генерално кај луѓето во Македонија.